Совесните граѓани во Валандово победија. Иницијативата денес собра 4700 гласа против родниците на смртта. Денешниот ден беше многу тежок, почнувајќи од притисоците врз граѓаните, од локалната самоуправа, компанијата Сардич и украинската амбасада. Ова денес личеше на се, само не на мирен референдумски ден. Наместо жителите на општина Валандово овој ден да го слават како во секоја демократска земја и да го дадат својот глас, беа сардисани од сите страни. На улиците во Валандово имаше буквално војна. МВР не беше на висината на својата задача, а од општинската изборна комисија имаше само една пресконференција со најосновните информации и ниту еден пресек на гласовите. Во последните 48 часа, за време на референдумскиот молк, неколку пати беше прекинат и нарушен со делење на пропагандни материјали, заплашување, реклами на Радио Валандово и тропање од врата на врата од страна на компанијата Сардич, локални функционери и представници на една од политичките партии. Во текот на предвечерието на референдумот имаше дури телефонски јавувања од носителите на јавните функции, кои на вработените им се закануваа дека ќе им ги намалат платите, ќе ги отпуштат, а на пензионерите им велеа дека ќе им ја прекинат пензијата. Имаме повеќе од 10 документирани случаеви на гласачи кои беа вратени од избирачките места, бидејќи ги немало на список, а ги имало во електронскиот список, и самите списоци не беа прочистени, имаше починати граѓани, имаше деца кои што треба да гласаат во септември. Како и да е, покрај сите овие обструкции, закани и тормозења, Валандово денес ке слави. Иницијативата има 4700 гласа, совесни граѓани кои што го дадоа својот глас, се одважија и излегоа на овој референдум, да гласаат против родниците на смртта.